За тоа колку македонци денес не има раселени на сите меридијани на светот, не постојат точни податоци. Се предпоставува дека само во градот Торонто, Канада, има околу 300.000 од сите страни на Македонија. Тука е групирана, може да се рече, најстарата емиграција, која што емигрирала уште по Илинденското повстание. Покрај многуте честни македонци кои високо се котираат во канадското општество, исклучително почитуван, според својата лојалност кон државата, по извонредно уходаниот и стабилен бизнис, кој го етаблира меѓу поимотните македонци во Канада, спаѓа Стеве Пјаков од селото Зелениче, Егиска Македонија, или како што сите овде го знаат и викаат Стив Пјакас. Тој е и еден од првите председатели на Организацијата Обединети македонци, човек што во секоја прилика спремно ги брани интересите на македонскиот народ и изворено ја познава, почитува и се гордее со својата древна историја, за разлика од многу македонци кои и до ден денешен не си ги знаат корените. На пат од центарот на градот до неговата куќа, што се наоѓа неколку километри надвор од градот, го снимивме овој разговор во автомобилот. Тоа е размислување на нашиот истакнат иселеник, човек со висока култура и морал и човек со долго паметење, Стив Пјакас. Нашите корени одат многу пред 2000 години. Да си го знаеме тоа. Александр со Филип да направи империја, таа не се направи од 10 години. Имаше историја отпред, за да го се случи да направи империја. И нашата македонска империја да влиеше некои 600 години. Преку ще имаја места на Египт, сите места, беа некои 600 години македонското влијање беше. Знамето е наше македонско. Слънцето у Атина влиеше некои 200 години. Грците го приимија Александър като неин цар, оти тој му рече, или пепел ќе ве направим, или да ме приимете. И рекој, вляквај тука, ба е твоја држава. Ние македонците, за да си имаме identity, со identity ќе си најш корените. Да си најш корените, треба да со корените се оде историјата, знамето, се ще си имаме. Слънцето. Гърците и боле, оти за да држат Егејска Македонија, неко сака да го имаме тоа слънце, за да не дигнеме ние и таа наша Македонија. Затоа го кандисаја Григоров да го трне слънцето, да го извада во новото знание. За македонците и младината, за да бидат патриоти, националисти, македонци, да крепа држава, треба да си знаат корените, треба да си знаат религијата, треба да знаат историјата со Александр, треба да знаат по религијата Свети Павле, као отиде во Македонија, колку пати ојде во Македонија, треба да знаат нашите цркви, нашите школи тамо на curriculum да ја учат младите. Емперор на Византинската беше Константин, беше македонец, роден тамо од нашите места, близо Прибитоля. Имаш слушната Константин. Византинската империја се почна од македонец, од Константин ше беше, ако беше римски генерал, ама беше македонец роден. Сетне, нашите апостоли, Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Нао, тие корени да си држиме. Ќе даде пример. Евреите имат држава војденоти на света, но велят нейните корени му одат до на Авраам, со Ајзак, со Мозес, со Джашуа, цела историја. Они одат 4000 години и за тоа се бијат сега, велят оти, таа е Джудија, таа е нейна земја и за тоа сака да се фатат. Истото време, кога падна еврејската држава на Ристос времето, на Александър времето, тога и нашата држава падна. Паралел се одат. Кога се распарчија евреите од Джудија, исто Македонија, нашата империја падна. Евреите направија држава на 48 години.
Ние направиме мала държава, не цела, на 201 година след. Горе-долу си имаме паралел. Ама они се спасия, с нейните корени, ще се дихтат, сихтат, ще се евреи. Ние, за да имаме патриотизма, националност, ако не си признаеме корените, националност у историята, по верата, о име дур на Свети Павле времето, ако не го знаеме то, ние, наша държава ќе припадне. Ако мислиме, Македония се почна от на ВМРО времето, Бугарина вика нема македонци, Бугари има. Гърков вика нема македонци са гърци и сърбини исто вика. Ако име на цар Самуил, пак Бугарина вика с на Бугари. Или ке се име тук дека не са корените, ако не го признаваме това ние, нашите корени, държавата да биде горе от 2000 години, Македония няма да остане. Си знаеме това. Толкова си го знаеме и за жал, яска всякогаш, които се стрета с люди от църквата, от сина, да речем, и от държавата и му го велят. Викате, правите. Да си лоите с корените за Македония. Ако не знаете що сте. Тие са перинци и тие са бардаци. Това е регион на една земя на Македония. Регион на Македония е Егей, Пирен и Вардар. Това е регион. Това няма разлика народу да биде оди. Той ке биде Егейско има голяма разлика со принци. То го направи они да наклад да са яйме един со други. Егейци от Гърция, той има голяма разлика, они шо го белея. Пиринци от България има голяма разлика и да не барат парче. Едени со други, кај си намигне Гърко, Югословения и Бугарно, ние не ти гибме от тебе, ама ти ако не гибаш от нас. Ти правиш шо сакаш. Ethnic cleansing, genocide, тепай македонци, мапай, терай, шо правиш? Ние ке молчим, ева ти ние си го правим истото, да го загинме вой народ, да не остане един корен да викне, да има македонци. Јас кога дојду во Канада од Полонија со мајка и со баба од 1955 година, без 7 години. Порасти во Торонто и се сретив со мој сопруг Стив Клејакас во 63 година на есента и во 65 година во јануари се венчаме. После си родиме две чупи. Една ни е големата е Магда, Маргарет, и она има две деца, чупе и дете, и чупе женско и мъжко, и она е учителка сега. Јас се роди во село Желево и во Леринско околје во Егејски одел. Побегнал таму година и 9 месеци, кога беше Civil War со грчката војна, и беме ние refugees во Полонија со мајка и со баба. Бегалци беме, ама јас не бе точно со децата бегалци, ама заедно со мајка и со други многу што бегаа. И седнеко дојду во Канада, јас ка ме научија све за Македонија, све за селото и се чувствам многу, ми гради жал за нашата роден крај. И мојо дедо се, не знам дали некој знае, дедо Симо Темовски и Ламбро Темовски, они беат артист, се научија со црковни слики да прават и беа доста добро знаени по цело и во Македонија и тука. И дедо Ламбро е што ми направи картата македонска што ја имаме оште до денес со обединените македонци што ја носат. И е цела купна наша Македонија со 4 крајови. Тој е црта со масло на кожа. И уште до овој ден стоje. И он уште е жив, па дедо ми Симо ми почина. Тој правеше многу добри икони. Јас се научи од мојата баба и дедо за цела историја за Македонија, што страдаме, што поминаме. И од 12 години го фати обединените македонци, све го знам историјата. И моите дедови зборваа за тоа. Па за јаска, кога се венча, нашата црква Свети Климен уште се градеше
и на Стив му рекол, треба му веля во првата македонска црква во Канада и ще се гради, тамо ќе се венчаме. Нема да се венчаме во другите цркви, што беа бугаро-македонски. И само на тоа одеме, ама ваа беше прва чиста македонска црква. И ние беме втори или третио млади женци што се венчаме тамо. И нашите керки, двете, Магда големата и Гена малата, се крстија тамо. И тамо се венчаа за наши деца па македонци. Еден зет на големата керка е од село Зелениче, роден тука, и па малиот зет е од село Баница, потекло, и тој е роден тука. Они се венчаа во Свети Климен и нашите 4 внучиња тамо се крстени. Таа е нашата црква, нашиот корен. Ова црква се почна 63-64 година. Пред тоа нашите македонци одеја на бугарска црква. И бе многу чајни, не се чувстваа като бугари и се принудија да направят чиста македонска црква. На 65 година првата венчање се стори тука у Свети Климент. Јас беше третиот. И црквата още не беше свршена, ние се венчаме во салата. Полека сите македонци си дојдоја у Свети Климент. Тие ще си останаја на бугарските цркви, много малко стари ще се, още се тамо, ама цела младина дојде тука. Откако се почна Свети Климент, тога дигна македонизмото у Северна Америка. И вервам, истото време, наша синод тога се одели от Белград, ка виделот и треба да имаме македонски наш синод, от и Канада не ни даваше право да имаме ние македонска црква, дека ќе валите ни вилеа. Или со грците, или со бугарите, и со србите. Со србите беа, ние сетна се принуди од Скопје нашиот синод да се оделе од Белград и се почна македонски синод до Скопје, што го имаме во еден. Јас сум председател на оваа црква, што велиме се венча, керките си крсти, си венчи, внуците си крсти тука. Македонците, тука сите што градат, се чисти македонци. Полека ќе дојдат едни, паки си одат, ама на сетнинта, неинте деца, внуци, си градат оваа црква и нема дружда да се врнат назад. Влегоме во бизнес, што велат, во тргове со мажот ми Стив. И големи, долги години се мачеме, кој што цели се мачат. И сега си имаме добра живот. Уште си ја водиме бизнесо. Јас си и пула финанските книги и Стив разни работи и тој гледа. И сме радосни што нашите керки и зетови и внучиња живеат многу близу до нас и живота со ние тргаме многу радосна. 2-3 професии си имаме на то, оти постануваш од едното си и почнуваш друго. Живота си имаме наредена, многу убаво. Си имаме пари да си живеме, да шетме, ама немаме пари да купиме аероплани, да речеме. Ва земја Канада не се најде много. Со моја жалба беше член да ода кандидат на една федерална партија, ојде не доби. Истото време по то Макладоја да биде на полицијата, member of the board, police board, и то беше 2 години и многу убаво ми беше тоа време. Сетне после тоа се дигна на канадејските политики, локал каунселор се веле, од градоначалник подолу, и ојде првиот пат доби, вториот пат се рекла ќе има голема мака, па ма гласаја. И сега още су каунселор, ама боле појќе да работам за македонските прашања отколку за канадејските. Канада нема гајле за ништо. Ме е жал да не припаднеме државата, оти
Пред да имаме Македонија, не знаеме што да се кажеме. Сега имаме Македонија, цел свет не знае што сме македонци. Ние се силиме и на бизнес, и по се, оти имаме држава. И ви веля на сите вас македонци, правите што ќе правите, да се ја спасете, оти да не се наведме главата да бидеме назад под грците, србите или бугарите. Да не дое тоа никогаш. Да си биеме ние лидерс на светот, да се ја крепиме државата и ако имаме држава, дека има македонци на светот, ќе има поголемо богатство. Сомневајќи се во многуте околни соседски теории за потеклото на македонците и нивната историја, а слушајќи од своите постари и читајќи некои автори што укажуваат за древноста на македонската нација, тој лично изведе експедиција во Авганистан, во областа каде што живеат ханзите, потомците на македонците од војската на Александар Македонски, царот на сонцето, големиот цивилизатор и основоположник на мултикултурата во светот. Барајќи ги трагите на своите корени, Лјакас дојде до интересни показатели, што укажуваат дека ние не сме народ од вчера и дека не сме дрво без корен, како што некој сака да не представи. Преку National Geographic Magazine се читаше, има одено французи и германци, по тие што читаше Smithsonian Institute што у Вашингтон, the biggest library што велат на Северна Америка, по тие места со Майкл Китли почнаме да тераме. Кога се легоме у Исламабад, сетне у тамо стигнаме на едно место, едно село се веле Калеши, Калаш Вели се веле, тие се велят Калеши, кога стигнаме тамо. Зборуваме веле, кои сте вие, веле, ние сме тука от на Александър времето, от една земја Македонија, и ме праша дали се може да имаме понуди да се има Македонија. Но веле се може, ама има по-лесно место да се има со авион. Они ме занесоја на нейните гробишта и видоме гробиштата, ме занесоја на нейното место, што като црква, ама не е црква темпл, они тога на Ристос не верваја, не беше роден Ристос на нейната вера, беше само Господ, на Господ верват, ама дур да ме приимат оти со македонец, не бе сигурни се чуваја. Јас му кажуваше со македонец, ама уде и грци, му велеја, и ние сме македонци, грци, ама ти не може да и разбере двата лафови, грци и македонци. Да се разбереме кои сме, меѓу калешите и ние, јас да си имаше донесено со мене сувенирс. Исто като Коломбо што му даде сувенирс на индијанците кога она најде новата земја. Кога му и каза моите сувенирс и они рекоја, вие се наши. Тога разбраја, оти сме едно, сме македонци и они македонци. И сетне ме упитаја, ми велят, ајде да си зему трака, да чукнеме чеша. Му веля, как вие не пиете вино? Не сме мозламени, веля, ние ниту сме Пакистани, ние сме калеши от на Александър времето. И отидоја за клаедно кокошка, најдо едно шише вино от некои нейни каливи тамо, го испиме, и слика едни со сиви очи, и сетно они ми извади нейните слънцето, знамето наше македонско со слънцето, со здравето, што беше устреда, го слика, го најде на порта, го најде то, и ми каже, ја многу приказни нейни од старите дедови што си имаја, што имаше устането. Троподелјако почнаме, отидеме на едно место се веле Honza Valley. Тамо има поголем народ, ама помешани се. Нейниот лидер тамо, царо, се веле Мир. Состретиме, не беше лесно и он да направиме, оти многу луѓе одеја со него да го барат, ама кому рекојас на нейниот, тој што чуваше, му веле, јас градот од Македонија, од едно место, му веле, треба да се сретам со вашиот лидер, оти му веле, ние сте едно. Кога чу тој, веле, одма да дојде. Ојдеме таму на причека нейната зграда, зборваме, некој
sad i nešto mi kazao on, njenata dynasty je 900 godini, što je od sin na vnuk što kad si odat pored, on je mir njenat title što mu je. I ma upite mnogo работи. Македонија веле, што извадва? Му веле се извадва. Извадва тутун, праве роби, чели праве, се што сакате му веле, богата земја. Ами веле, ако се може да правиме нека трговија ние меѓу нас и Македонија, се може му веле. Не е тешко. Оти веле намачат тука пакистаните, веле, не сакат и они да се кажеме ние оти несна от ние. Намачат, ама ние треба да си најме пријателство со нашите македонци. Јас обеки кој се врна назад ќе му кажа на нашите лидерс од државата и со црквата, ако се може да зеват мерки, да правиме нешто, зева да ја крадат земјата, исто цели тие што ја имат нашата земја. И сега, ако верваме има македонци, од на почетокот на Александар, ако имаме историја, прво за прво да се грижи државата и црквата, да се јавиме тамо, да си видиме луѓето, да има трокораж, да рече, тамо и пашкат като грчеше и пашка македонците. Треба ние да му поможеме. Сетне, по тој начин ние да си разбереме, да си бареме нашите корени. Нашите корени се от пред Александар. Да си бараме тие корени, ако без корени не може да спасиме држава. Младината што расте бара да знае што има. Ако немаме корени, какви македонци ќе биме Бугарија и лажемо вел нисне има земја Македонија, Бугарија, родба, Грко вика истото, Србо не знам што лаже, или нашата држава и црквата ќе се спремат здраво да застанат, имаме корени стари, ќе спасиме државата. Ако нема, џаба ни отиде цела борба дур сега. Си имаме корени, што велиме Ису религијата. Свети Павле ко стигна у Македонија, у Солун, у Негош, 3 пати ојде до тама, каза историјата на Библијата, а имаме тама. Првиот бизантински емперор, што е Константин. Македонец беше от Римската империја, армијата што беше кладен, генерал на источката страна на Римската империја, Бизантин, лапо беше сел, или да се јавиме пак пред тие луѓе. Мојата желба беше, почна качо беше на почетокот и не велеја нема македонци, оти падна на Александар империјата и на галкна земјата и не остана ништо. Сетне се грците беа тама, сетне дојдоа бугарите. Таа е голема лага. Голема лага да належи да ја зева, да ја крадат земјата. Исто цели тие што ја имат нашата земја. И сега, ако верваме има македонци, од на почетокот на Александар, ако имаме историја, прво за прво да се грижи државата и црквата, да се јавиме тамо, да си видиме луѓето, да има трокораж, да рече, тамо и пашкат като грчеше и пашка македонците. Треба ние да му поможеме. Сетне, по тој начин ние да си разбереме, да си бареме нашите корени. Нашите корени се от пред Александар. Да си бараме тие корени, ако без корени не може да спасиме држава. Младината што расте бара да знае што има. Ако немаме корени, какви македонци ќе биме Бугарија и лажемо вел нисне има земја Македонија, Бугарија, родба, Грко вика истото, Србо не знам што лаже, или нашата држава и црквата ќе се спремат здраво да застанат, имаме корени стари, ќе спасиме државата. Ако нема, џаба ни отиде цела борба дур сега. Си имаме корени, што велиме Ису религијата. Свети Павле ко стигна у Македонија, у Солун, у Негош, 3 пати ојде до тама, каза историјата на Библијата, а имаме тама. Првиот бизантински емперор, што е Константин.
Македонец беше от Римската империя, армията ще беше кладен генерал на източната страна на Римската империя, Бизантин, Лафа беше селото, сега ще се вели Стамбул, Константинопол. Оттам се почна християнската вера с македонската сила. Да не забравяйте, римците и колея, и клавая Колосиум да и тепат християните. Сетна, евреите не насакая. Преко Македония под скришен събере людите там да си шоптат, да правят митинг, да си правят и потам излезе на цял свет християнството, ще цял свет го се радва от имат християнство, а може не сакат да го приемат, а отдека го взето християнство. Гърко не се стори християнец 200 години после на Христос ко се роди. 200 години после гърците се стория. Нямаше гърци, тогава се велише Атина. Ти тогава го приеме християнството. Първото Байбъл ще се писа, писмото на Байбълто, ко се писма по Христос ко се роди, некои 150 години от на Христос роденето, първото Байбъл се писа по една азбука, ще се веля Койни. Та беше international на Alexander language, през цял свет ще правя кореспонденс. Кореспонденс за Койни е македонската азбука беше. И гърко ще веля сега на гръцки се писа първото Байбъл. Не, първото Байбъл е на македонски писано. Ама гърко го веле то, от они го прими Александър като нейн цар, от Александър дека одеше, каже да рече, ке ме приемате или пепел ке ви направим, Дариос не го приема, изтолчи сите, гърко му отвори на Атина вратите, там влезе Александър, ама кога он бараше войници да оде изток за Пържа, влегой неколко гърци от стра, се върна една, не са кая да оде да се бият. Гърко не знае, не може да оде да се бие. Па нашите войници. Александър нямаше доверие чужди да бидат генерали. Само македонците бе генерали, чуждите бе slaves, нейната армия ще беше от ни, кавалери беше македонска и цели генерали бе македонци. Кидо е на войдешното положение. Нашите лидерс в Македония да спасат тази земя и да не забравяме, имаме и други делове да си бараме. Има македонци от цяла Македония, да си побараме и тия, да си видиме пак калешите ще са тамо. Ама да знаеме шо сне. Ако не си знаеме шо сне, няма нищо да остане нито от нас. Сега не е ключо, а имаме една мала република, да не имаме границите, да се я чуваме, да се сбориме, да се я спасиме, от ако не, се свършва нашата история след нея. Ама той аз не го вервам. Аз вервам от и Господ накладе, ако пред нас християнството излезе, аз мисля, нашия рол не се свършва, през свето и Македония пак един ден ке влие. Кога ке дойде, не знам, ама аз вервам ке дойде. Ке поминат наши влади. Лидерс ни трябва. Не трябва други Александър. Ке се роде. Ке има, ке се найдат. Ке спасат Македония.